Здраво, Македонијо! Морам да ви кажам дека за жал ова убава вечер на почетокот ќе ви ја пуштам да ја гледате Вилма Русковска, нагалено наречена Вирус, и ќе ви ја расипам малку вечерта. Еден од сатрапите во случајот 27 април и подписник, не велам автор, не можам да тврдам дека таа го напишала обвинението, иако колку е полно со бесмислици, фалсификати и лаги, ништо чудно да е нејзино, но подписник на страшната квалификација за терористичко загрозување на уставниот поредок е токму Вилма Русковска, и таа Вилма неодамна имаше шанса, прилика, чест да биде фатена ко грк во апс, што би се рекло, од страна на Бојан Јовановски алијас Боки 13 во неговиот нов подкаст. Таму Боки и се јави од анонимен број за таа да му крене, бидејќи не му кревала на бројот кој го знае дека е негов. Затоа што тоа нивно другарство заврши неславно. Веќе се извинив затоа што ќе ја гледате малку Вилма, но има зошто. И бидејќи знаете кого ќе гледате, јасно ви е дека нивото ќе биде спуштено, како што доликува на приликата. Еве ви како изгледаше Вилмуш Вирусчето во подкастот на Боки. Дали слушаме? Не ми го знае овој телефон. Камера, може да зумираме каде звониме? Ало. Опа, имаме ало, ќе биде весело. Ало. Госпоđo Русковска, Да. добро вечер. Добро вечер. Тука е се уште со мала доза на возбуда од овој непознат јавувач. Добро вечер. Кој знае, може би е некој добар намерник во 8:30, 15 за 9 на вечер. Кој знае, се што може да се случи. Јас би сакал на кратко да ве слушам, во програма сте во живо, Бојан Јовановски на телефон. Не. Кратко траеше возбудата. Откако и се представи нејзиниот стар познаник, Вилмуш Вирусчето рече не. Ама Боки Итар, ко грк во апс ја спакува. Не. Вие сте веќе во програма Русковски, имам само едно прашање за вас. Дали мирно спиете? Прво вели не. Па Боки и кажува дека е веќе во програма. Има само едно прашање за неа. И таа вели добро. Прашањето нормално ги постави работите на правилен пат. Дали мирно спиете? Покрај сите гревови кои што ги направивте во моментов, сте во живо во програма, дали мирно спиете и како е возможно вие мирно да спиете? Јас мирно спијам. Како е возможно мирно да спиете вие покрај толку гревови? А луѓе што си ги измамил. Како можете вие мирно да спиете покрај такви намештајки поред сето тоа што вие го имате направено? Вие сте најголемиот срам за македонското правосудство. Вие го имате урнисано обвинителскиот систем. Еве јас ве канам. Покрај сите луѓе што Госпоđо, што докажавте вие на суд? Значи, ова ако ја не сакаше да зборува на прашањето дали мирно спиела, оди на контра кон Боки 13 дека тој не требало мирно да спие бидејќи измамил многу луѓе. Интересна е кога не сака да зборува, а тек да сака. Ај, може ќе има прилика наскоро. Во меѓувреме, на сред село дебатата продолжи со стил. Кажете како го наместивте предметот рекет. Дали слугувавте на Заев? Одговори Русковска еве пред целата македонска јавност. Не на никого. Јас слуга на никого не сум била. Вие не сте биле слуга. Јас имам доволно респект према гледачите, па затоа во моментов ве персирам. Иначе не би ве персирал. Јас би ви кажал она што би ви кажал на еден вулгарен начин. Али својот гнев. Па тебе те гледаат. Кој мене ме гледа? Тука уште еднаш се покажува некапацитетноста за стратешки проценки на Вирус. Кој па тебе те гледа? Деме клошар измамник еден, кој тебе те гледа? Тука имам радосна вест да и соопштам. Ова клипче, севкупно 8-минутен извадок од нивниот разговор, само на мојот Facebook, бидејќи нормално веднаш го објавив,
за да се подсети Македонија кој делеше правда за 27 април. Ова клипче го погледнале повеќе од 335.000 луѓе за неколку дена само на мојот Facebook профил. Кај Боки на канал над 60.000. Кој знае колку стотици илјади плюс од сите други кои го преземале клипчево и го реобјавувале ова епско видео парче. Така што без грижи Вилме те гледала цела Македонија, а вечерва уште неколку стотици илјади луѓе исто така ќе те гледаат и ќе те слушаат и оценуваат. Затоа што ти тоа го заслужуваш. Да, не знам кој гледачи тебе те гледаат. Па сега ги вреđаш сите гледачи. Трезна си? Нисмам ник. Ама трезна ли си? Значи, Ама дали си трезна те прашувам? Еве сега више нема те персирам. Дали си трезна те прашувам бидејќи почна да лупаш глупости? апсолутно. Трезна си? Тоа е за тебе да ти кажам ексклузивна состојба кога си трезна. Боки ја прашува дали е трезна. Оваа па уште му одговара. Апсолутно, апсолутно. И полиција да ја застане, веројатно исто би одговорила. Дали сте трезна, госпоѓа Вилма? Апсолутно. Та Боки, та полиција, Епи Сибир не дискриминира таа. Иако да се подсетиме, не разговара со него. А не, слушај да ти кажам. Ајде, не си ти трезна, ќе си збориме, чим вака сакаш. Гледај си го својот двор. Ја у живот алкохол не сум се напил, госпоđо. Не ти. Значи имаш многу близок некој. За кого зборуваш, за мојот војко? Од сега не е отрезнет. За кого зборуваш? Други да правиш алкохоличари. Не, госпоđо Рускоска, мојот војко не е јавна личност. Ти вршеше, се морам да не те персирам више, ти вршеше јавна функција прво повикана обвинителска у државата, а ти си ноторен алкохоличар. А, пошто ти тоа го знам? Ама не го заклучив јас знам дека кај мене на прослава се вртеше као на рингишпил. Добро чувте, Боки јавно и вели ти си ноторен алкохоличар, а Вирусче вели а пошто ти тоа го заклучи? Откако претходно му раскажуваше кои членови на неговото семејство биле љубители на добрата капка. Разговор меѓу Боки 13, кој го знаете, и поранешната шефица на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција Вилма Рускоска, која сакам сите да ја запознаете. Што подобро. Уште една работа што знам. Не стана. Сведоци од Алфи, од полицијава се луѓе кои што велат дека едвај те носеле дома по скалите качуеле. Не сум го кажал јас тоа. Абе, оди, бегај. Абе, дали некој тебе... Рускоска, дали мирно спиеш ти за наместеното обвинение за 27 април? Нема, човек што не си го... Абе, остај се ти тоа. Дали ти нешто докажа на суд? Забавно, нели? Освен што ова обвини еден куп луѓе и помогна да се затворат по затворите со драконски казни, неоправдано обвинети и осудени, со помош на Кацарска се разбира. Рускоска, последното прашање, каде се парите од Јордан Камчев? Слушај да ти кажам. Ајде да ми кажеш, кога више не докажа на суд, ајде да видиме сега што ќе ми кажеш. Тома, ја лоциравме. Што си лоцирала? Јордан Камчев беа ликани кај мајка ти и татко ти дома. Ма ти... А сега треба да ме прашаш кај се парите од Камчев, па што не ме праша? Форензичкото вештачење. Абе, осте кој е форензичко вештачење, ти имаше само анализа, немаше никакво вештачење, какво црно вештачење. Немало вештачење. Госпоđо, зошто не ме праша во реално време? Зошто не ме праша во реално време каде се парите од Јордан Камчев? Дали го провери телефонот на Зоран Заев? Дали го провери телефонот на Зоран Заев? Зошто да го проверам телефонот на Зоран Заев? Зошто да го провериш телефонот на Зоран Заев? Ова интелектуална дебата ја прекинувам само за да искоментирам. Стварно, зошто да го проверува таа телефонот на Зоран Заев? А сега, продолжете ве молам, како да не сме тука. Дали имаше комуникации помеѓу мене и Зоран Заев за темата рекет? Дали имаше комуникации за темата рекет, те прашувам. Одговори пред целата јавност. Ти си конфабулант, ти имаш Мюнхаузенов синдром и ти си опасен лажов. Јас нема тебе што да ти одговарам. А немаш сега што да ми одговараш. Му вели после 5 минути одговарање и оговарање дека таа нема што да му одговара нему. И продолжува да одговара. Дали... Абе, како не ти е срам, бе? Како тебе не ти е срам, Хокштаблерке, те прашувам, одговори ми дали мирно спиеш за луѓето што се осудени за 27 април што ги имаш обвинето по ракав. А како спиеш
пиеш ти? Ја нарекува хоштаплерке и пијанице во живо на медиум и продолжува наша вирус да му одговара. Сака да се расправа жената, бе, па тоа ти е. Па не може секој измамник да биде. Па не може секој да биде ни алкохоличар и недоветен обвинител као што си ти. Ти си недоветен обвинител. Ти ја доби функцијата благодарение што обвини луѓе за 27-ми. Како мирно спиеш за тие обвинети што и ден денеска си у затвор? Добила функцијата Јас знам најдобро како си ја добила, бе. Абе, ја бев близок со тие тогаш. во работата. Ама јас знам како се боревте сите како хиени тамо. Нисо измами, нисо превари. Ама ти затоа си се бавела можеби со некои други посомнителни работи. Какви се тие посомнителни работи? Еве, јас не знам. Може би, соработувајќи со Заев на промената на уставното име на Македонија. Кој да знае, нели? Се е можно. Затоа што одмах ќе те блокираат, ќе ти ги земат парите од измами на луѓе. Ајде бре, ти си еклатантен пример на недоветен обвинител и хокштаблерка управа смисла. Уште едно прашање. Дали пред да го подигнеш обвинението за 20... Јас со измамници не докажани измамници пред дури и врховен суд. Ау. У тоа време не врховен суд, затоа ќе се видиме сега од како добивме на Страсбург. Госпоđо, ти сакаше да обвиниш Катица. Не знаеш, ке дознаеш, не се секирај. Госпоđо Русковска, уште едно прашање. Таа со докажани измамници не разговара. И продолжува да разговара. Прекрасна прилика, бре, да се запознае подобро екс-шефицата на Организиран. Зошто не го гонеше Зоран Милевски за Кичец? Кој си ти, ја тебе да ти одговарам? Јас сум во моментот јавност, јас сум во моментот водител на Б13 подкаст, јас сум во моментов човек со 120 и кусур илјади фоловерси, а ти си недоветен, разрешен, алкохоличарски обвинител. Е, тоа си ти. Кој што никогаш не може да спие она што на крај ќе ти го препорачам, да се молиш секоја вечер, Господ да може да ти ги Што си имаш во фамилија? Господ да може да ти ги опрости гревовите, гледам дека и сега си под пијанета. Нема што да ми опростуваат. Ете и Севишниот беше понуден како најврховен суд, ама Вилма го одби. Немало што тој да и опростува. А има, верувајте, има. Многу има. Гледам дека и сега си под пијанета. Нема што да ми опростуваат. Тебе треба. Тебе нема што да ти опрости. Па колку фамилии имаш за црнето, бе? Колку фамилии имаш, сите обвиненија ти се паднати? Да ти опростува Господ. Со толку луѓе што си ги... И ја барам опрост, не се секирај ти за мене. Не се секирај ти за мене. Хокштапленке! Почитувани дами и господа, ова беше Вилма Русковска. После она се расправа со мене како стрина на чешма. Со оваа констатација на Боки нема кој што нема да се сложи. Ај. Галиба утредента и текнало можеби колку е часот, па во обид за демидж контрол се чини дека прифатила покана од адвокатот Јанаки Митровски да учествува на неговиот подкаст, каде таа ќе се обиде да си го подоправи впечатокот на прашањата кои што домакинот и ги подготвил. И како што обично бива, мислам дека не баш успеа во тоа, бидејќи не е впечатокот проблем, туку веројатно она помеѓу ушите во главата. Јанаки ја праша како можевте да држите 4 рочишта неделно за 27 април по 12 часа на ден едно рочиште. Еве што имаше да каже меѓу другото објективната независна обвинителка за сето тоа. Сега, темпото јас си предочив на некоја пауза од судење, меѓу првите судења, мислам, кога почнавме, и предочив на Кацарска, судијата Кацарска, викам, размисли, викам, немој да го укинат предметот во Страсбург, сепак е сериозен предмет. Колку прикладно, јас ви честитам. На почетокот на судењето, внимавајте, како да го знаеле исходот од судењето и двете. Па Вилма била загрижена да не се укине предметот во Страсбург
поради долготрајноста на рочиштата. Кацарска нова ја одговорила да не се грижи, толкувајќи некој си став на Страсбур за долги судења од некој случај од општествена важност. Мислам некаде во Франција. Тоа е небитно. Мислам на мислењето на Кацарска за Страсбур. Битно е што двете биле на почетокот на судењето, на иста линија околу епилогот од истото судење. Гледате како еден ситен детаљ открива една убава кохезија меѓу обвинителката и судивката. Ми тврдеше, сега колку е, точно не знам, дека има пресуда од Страсбур, каде што, се не можам точно да ги цитирам, зборовите сепак многу време помина, каде што има, за тоа има оправдани причини и не знам. Оправданите причини беше предметот да заврши пред председателските избори, за да може Заев да мафта да рече дека ги осудил. Тоа беше моето сваќање, како вака од страна гледано. И не само тоа, Јанаки, туку да дојде во напредна фаза пред во собранието да се отвори да се гласа промената на уставното име на Република Македонија, што и се случи. И епилогот го знаете. Кои беа оправданите причини? Предметот е притворски окей. Дали мислиш дека мене ми се седеше у судница 12-13 сати? Сигурно дека не. Сигурно дека не. Што има да седи ако се усогласени со судиката? Тоа е губење време. А ние обвинетите кои ден за ден по 12 часа на ден слушавме глупости и лаги, ние небитни. Ти не го делиш мојот впечаток дека се брзаше да заврши пред председателски избори. Види, ја цел живот сум била обвинител. Добро. Значи, тоа е твое да гониш. Не сум размислувала никогаш во таа насока. Добро. Мислам искрено. А Кацарска размислуваше ли во таа насока? Не знам, тоа ќе треба не за да ја прашаш. Добро. Ја шитна другарката на прва кривина. Дали Кацарска, судијката на твојот најважен предмет, била политички инструмент во случајот, бидејќи тоа е меѓуредови прашањето? Не знам, ќе треба неа да ја прашате. А тоа дека Вирус не размислувала така, знае цела јавност како таа размислувала, нели? Шарената обвинителка која создаде монструозно обвинение и беше унапредена во шефица на организиран криминал во текот на процесот и која нема што да вештачи таа телефони на Зоран Заев, бидејќи може ли таму да има некоја негова порака кон неа? Што мислите? Факт е дека се брзаше да се заврши пред председателските избори првиот круг, се заврши пред председателските првиот круг. Исто така е непобитен факт дека веднаш после тоа судење Добрила Кацарска беше наградена со, знаеме, кој е супер атрактивно место напред уставен судија, па председател на уставен судија. И сега не може да се преме слепи дека тоа не го гледаме и дека е тоа така случајно, па крајот од својата кариера за жал се продаде на политиката. Тоа е мој личен став, не претендирам да биде вселенска вистина. Ја знаевте ли вие однапред пред јавноста да дознае пресудата? Не. Од каде излегуваат тие информации дека вие со некого сте разговарали, сте му кажале дека... Тоа е од буки. Тоа е од буки, значи вака, во меѓународ... Не, него излезе. Ајде да видиме што излезе од Боки. Еве негово тврдење за содржината на пораки од неговиот телефон, а во врска со пресудите за 27 април, комуникација меѓу Боки и Русковска. Жалам што до сега не сум имал прилика да го кажам. Така да она ги знаеше пресудите за 27 април порано од судот да ги изрече и да донесе пресуда. Јас, Бојан, утре ќе ја пренесуваме во живо пресудата за 27 цела и пишувам на Вилма Русковска. Вилма, ќе биде интересно, највисоки казни, запирка после, ќе давам изјава. Бојан, значи Кацарска ќе направи лом. Јас си викам Кацарска дека ќе направи лом. Судиката. Добрила Кацарска, да. Вилма вели, лом ќе видиш. Бојан, ја и викам, дај некоја ексклузива. Јас си барам ексклузива за телевизијата. Она на тоа ми одговара, само една ослободителна, другите сите високи. Бојан, после пресудата ќе ја бараме Кацарска да гостува во емисија и точно дојде кај Гордана Дувњак да гостува во емисија. Значи она тебе те изнесува пресуда пред да биде пресудата изнесена. Се сретна со пораки помеѓу мене и Наум Пановски. Обвинител кој што тогаш во тоа време кога мене ме ухапси, беше нејзин заменик во истото тоа обвинителство. Виде пораки каде што Наум Пановски нејзе ја напаѓа во пораките со мене
каде што мене ми дава информации какво е обвинението на Русковска за 27-ми, мене ми кажува Наум Пановски дека таа е алкохоличарка која што е неписмена, тие се неговите зборови, дека е неписмена, дека други го правеле обвинението и дека од ракав ги обвинила луѓето кои што се сега обвинети, се се среби осудени, не се обвинети. Многу навредувачка реторика кон нејзе во тие пораки. Дека е во алкохолизирана состојба, дека, цитирам порака, дека обвинението за 27 е пишуено од рукав и дека кому иде луѓето се ставени тамо. По случаен избор или по оние кои што им биле најважни за тоа да го направат. Жалам што денеска го кажувам, но за вистината никогаш не е доцна. За некого, за жал е, како на пример Игор Јук. Но не е доцна за вистината, за сите останати и за сите фамилии, конечно и поради целата јавност, поради македонскиот народ, поради сите граѓани, поради историјата, која треба да ги памти на соодветен начин оние кои гонеле и се обиделе да уништуваат македонски патриоти, а во служба на политиката, мафијата или туги интереси сеедно. И осудените денес излегуваат и зборуваат за своите судбини. Сега може да се бранат, да ги кажат своите аргументи, сега јавно, откако предходно беа судени како во тоталитарниот комунизам. Сите ги знаевме Тука кои во беа емисија- под фантомке. Тука во емисија беше Горан Ангелов Кјосето и тој и неговиот бранител, сега да не бидам пристрасен бидејќи ми е бранител од негов близок другар, Драган Пешевски, тврдат дека ниедно насилно дејствие немало од страна на Горан Ангелов Кјосето, односно дека истиот само се движел во собранието. Сега не ги памтиш, ке ми кажа. Мислам, не можам сега околу 33 обвинети, мислам, беа се. Така нешто, да. Да, 37 сведока јас имав, како, мислам, обвинителството имаше. А мислам 33 обвинети. Сега, на вистина, не можам за секој поединечно да се сетам какви действија Така. имаше. За еден од најважните случаи во историјата на Македонија, најважен секако во нејзината кариера, не можела да се сети какви дејствија имало. Човек обично не може да се сети на детали, откако на масата имало претходно жестоко присуство на ликвиди од тиквешкиот крај. Но не и се. Ке те подсетам, Вилма, дека Горан Ангелов Кјосето нема никакво физичко насилство во собрание. 12 години затвор доби. Но за Вилма не е проблем тоа. Нека не глуми дека не се сеќава. За мене, за Борис, за Владо, за Дурло, проблем во обвинението беа говори кои сме ги држеле. Говорите наши според неа беа действие согласно членот терористичко загрозување на уставен поредок. Зборови, како овие, при што во обвинението таа правеше и фалсификати за дел од говорите. Сум ви зборувал и за тоа. Игор Јук беше обвинет дека носел пиштол, кој што наводно се гледало како го вади и дека имал задача да го убие Заев. Сега. Не сме прво оделение, вие давате действија на превземени действија на обвинетиот кој што треба да ги докажете. Снимката сите ја имаме видено, ја нити ми е тој, не са Бог да опрости човекот е нели починат, нити ми бил пријател, нити сум се знаел со него, нити ја не видов пиштол, никој не виде пиштол, се гледа дека се фаќа позади. Кажувањето беше дека Не, имаше и сведок кој дека паднал доле пиштолот. Сведок имаше. дека паднал доле пиштол. Да. Кој беше тој сведок? Па некој од Петре оштетениве. Шилегов. Сега не можам да се сетам, не, на вистина не можам да се сетам. Сведокот беше Мухамед Зекири, кој неславно ја заврши својата политичка кариера, како што знаете. Но од сите тие луѓе во собрание, пратеници, обезбедување, полицајци, новинари, учесници, многу камери, само Муки Зекири видел дека паднал пиштол кој ниту една камера не го фатила. Ниту пак беше пронајден. Ама за неа, ете, имало сведок. И готово. Еден сведок, чао, затвор. Па и во Северна Кореја, барем тројца сведоци сигурно се потребни за осуда од 12 или 15 години затвор. Човекот за огромна жал го заврши својот живот без да ја дочека правдата. Обвинет и осуден од вакви сподоби. Во ред, еве, за велите дека имал Игор Јук пиштол, иако пиштол се докажува со пиштол, а се докажува со пиштол, па која марка бил, па исправен, не е исправен. Како се докажува дејствието, намерата негова да го убие Заев? Исто сведок за тоа ќе посведочи. Игор Јук тоа го негира. Имаше доволно снимки
имаше доволно снимки, Изборите од собранието, од пленарната сала? Имаше следење на комуникации кои не смеевме да ги презентираме како докази, Добре. затоа што беа побарање на јавното обвинителство на Македонија до Врховен суд и беа издадени. Според тогашниот закон Добре. за следење на комуникации, таа комуникација не можеше да се презентира пред суд. И затоа судот сум на збор ви сигурна- ведуваш. Затоа сум сигурна. Слушај, Јанаке, значи... Ама не, сега, види сега, ајде, ама кажи. не можеш поединечно. Сега за ова на збор, Не, за во ред. овој не направил ништо. Не реков ја дека не направил ништо. Ајде, Не го реков тоа. Прво само тоа што влегле во собрание. Излеза на крај дека никој не направил ништо. Не, па прво не се, не ми ги извртоа зборовите, тоа не го зборам. Како се докажувала намера да бил убиен некој? Со тајни докази, тајни списи, како во представата сомнително лице, кои ни судот не ги знаел, бидејќи биле тајни. Ама и верувале на збори, носеле одлука врз основ на дадениот збор за тие тајни докази. Како да се едно убаво срекно семејство, обвинителството и судот. И нејзината логика е следна. Што па сега ќе испадне дека никој не направил ништо, проследено со вештерското ха-ха-ха-ха-ха. Не, многумина направиле нешто и тоа го признаваат. Учествува од толпа, 3/4 и некаков вид на физичко насилство. Ама ниту еден не направил терористичко загрозување на уставниот поредок. Тоа обвинение е смислено, само за да направи притисок политички и да обезбедува гласови за промена на името. Плюс да го заплаши народот да не се буни против антидржавните политики во иднина, оти апсаа на одиме. А околу тоа дали би вештачила телефон на Заев и зошто не? Еве, може би, одговор на тоа прашање. Дали за предметот 27 април од вас бараше Зоран Заев преквалификација на делот? Во насока на обезбедување на доволно поддршка за знаеме што за промена на уставот. Да. Да. И еве, ја и те почитувам, сме работеле пред 10 години кога и да е со тебе, немам зла мислење. Сметаш дека е нормално тоа да имате да си на линија, па само за ова што го збориш треба да има повторување на судењето, да кажуваш така ладно. Чекај. А зошто да има повторување? Тоа смени нешто? Не. Затоа Ја што- направив преквалификација? Не. Не се сомневам дека ова е вистина, но не се лажете дека преквалификацијата би била во корист на обвинетите. Не. Туку во корист на промената на името, во корист на политичките нарачки. Бидејќи и квалификацијата на делото терористичко загрозување беше во иста корист и со иста цел. Во претходни интервјуа, многу добро памтам, кажувавте дека никој не ви вршал притисок. И сакува да вие две точки. Ама не. Како не е притисок да ти се Значи, премиер и да ти рече... ама тоа е во корист на обвинетите. Не, во корист на политичките игрие. А признанието дека Заев барал услуги од неа, без оглед во чија корист таа да ги толкува, односно се обидел да влијае врз неа од позиција на премиер, а таа тоа не го пријавила кај републичкиот обвинител или самата не презела действие за да го обвини за злоупотреба на влијание, тоа говори нешто друго, што сите мислам дека го знаете. Мојата порака од овој сегмент е републичкиот обвинител да не биде како во песната на Чолич "Ти живиш у облаци, мамала, и до тебе не допире мој глас", туку да допре овој глас и да постапи, бидејќи овде, може би лаички, ама ми личи дека има сериозно дело. Особено што сите тие знаеле дека се дел од една политичка свињарија, која знаете како заврши кога е во прашање гласањето за промена на името на Македонија. Во чест на сите кои се уште по затворите, битката продолжува. Битка за вистината и битка за правдата. И таа битка ќе заврши со победа. Победата ќе дојде. Не се сомневам во тоа. Може би ни Вилма не е свесна колку бргу тоа може да се случи. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со едно машко дете, што би се рекло. Човек кој не само што има исправена кичма, туку и ги исправува кичмите, арбетите на оние на кои им е тоа потребно. Доктор Игор Мерџановски, раководител на одделот за трауматологија на Клиничкиот центар Мајка Тереза. Ветувам одличен разговор. Човекот има многу богато искуство и многу интересна приказна. Нема да зажалите ако останете со нас и во следните минути. Ќе биде многу интересно. Останете со нас. Започнуваме веднаш.
Вечерното шоу четврточно издание. Прво за оваа недела продолжува со разговорот во студио. Името, презимето, функцијата ви ги најавив, меѓутоа краток опис би бил не дај Боже да ви требаат неговите услуги, ама ако требаат услуги од тој вид, дај Боже да ви биде во тимот кој што ќе ве третира доктор Игор Мерџановски. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, благодарам за поканата, Богдан. По функција директор на клиниката за... Не, раководител. Раководител на клиниката. На клиниката за травматологија при Тоари Луц, државна болница Мајка Тереза, клинички центар. Како е да се работи под закрилата на Мајка Тереза? Добре. Тоари Луц често сум го размислувал што се значи. Тоа значи торакална... Не. Туку? Тоа значи травматологија, ортопедија, интензивно лекување и ургентен центар. И ургентен центар. Да. Имаш колоритен живот секојдневно вака. Мислам се среќаваш со не знам колку во просек дневно случаи ви доаѓаат вака. Ако може некој просек да се изведе Па околу 150-60 случаи доаѓаат во ургентен центар. 150-60 случаи. Се тоа луѓе со скршеници со... Тоа се луѓе кои што доаѓаат не се со скршеници, тоа се луѓе кои што имаат хитни здравствени проблеми, итни здравствени проблеми. Добро. А конкретно во делот на траума? Па конкретно некаде со повреди на локомоторниот систем околу 30 на луѓе. Операции дневно просек? Па од 6 до 10 операции. Една трае во просек? Во зависност, некои операции траат час и половина, некои по 8 часа. За секе зборуваме, ама вака чисто кога кажав дека имаш колоритно секојдневие, чисто да знаат луѓето што тоа значи. Јас една работа знаев кога бирав факултет на мои 18 години, дека не можам да студирам медицина. Зошто? Бидејќи амбиентот кога сум посетувал болници, сега, нели, и на забар кога одиш, мирисот на стерилно ти асоцира дека следи бушењето на забот со оние два инструменти и нели ти создава непријатно чувство. Меѓутоа јас сум од оние луѓе кои што на млади години, нели, ако коленото падна ми го здробам, неам проблем. Ако сум за шиење, окей, одам. Но ако треба некој со игла да ми боцка вака во прстот, имам проблем, нели, како дете. И сум сватил дека јас не сум за ова. Многу сакам да помагам на луѓе, ама помагајќи некому може да се онесвестам. И второ, сум мислел дека нема да можам да научам како проблемите на работа да остануваат на работа, односно емотивниот товар да го оставиш таму, да не го носиш дома. За сето тоа ќе си зборуваме во тек на емисијата. На почетокот сакам малку за твојата лична приказна, бидејќи обично кога гостуваш по телевизии, по разни емисии, тие се фокусирани строго специфично на некој сегмент од работата, дали на некоја иновативна метода која што воведувате и за тоа ќе зборуваме, или последно кога беше тука кај колегата Љупчо Цветановски, нели тоа беше посткочани и за тоа ќе зборуваме. А мене малку ме интересира Игор Мерџановски, за оние кои што не знаат, освен што чуле еве сега дека е раководител на, нели, фала Богу не им требала твојата помош. Освен што чуле дека си раководител на траума, народски кажано, на доктор, травматолог. Се разбира, да, но дека го раководиш тој сектор на клиничкиот центар. Во суштина, кој е Игор Мерџановски? Јас сум роден во Гостивар, гостиварчанин сум по потекло. Татко ми е Мирко, професор по биологија беше, покоен сега. Најголем удел во тоа што сум, она што сум сега, е негов удел. Во текот на целото мое учење, нели, од основно средно школа, секогаш кога ќе дојдев дома, доктор ти треба да бидеш, ти треба доктор да бидеш. Покажуваше добри, особен интерес, што би се рекло, за природните науки, конкретно биологија. Да. Најмногу за биологија, хемија исто така ја сакав, физика ја сакав. Исто така голем удел има и мојот дедо Милош. Он беше уметник, работеше во катастар, но
после работно време секогаш си наоѓаше домашна работа и имаше толку алат што можеше се да поправи и се да направи. Ја како дете од 5 години, 5 до 10 години цело време бев со него и учев од него доста. Така да мислам дека многу тоа ми помогна во оваа работа што ја работам сега. Интересна синергија, да, уметност, работа, поправање, биологија, накрај сето тоа ќе може да се спои, може да се поврзи во описот на твојата работа. Јас нешто знам, јавноста веројатно не. Ти имаш и некои специфични искуства во твојот живот кога е во прашање работењето како лекар, односно од гостиварско си сосема нормално 2001 година исто така функционираш како лекар? Да. Имавме конфликт во Македонија и јас се пријавив како доброволец. Затоа што имаше потреба од лекари, бев еден од двајцата лекари кои што беа тогаш пријавени како доброволци и од 2001 година до 2007 година работев во полиција како лекар во специјалната единица ЕБАРА. 2005 година запишав приватна специјализација за хирургија, затоа што сакав да се надградувам и веќе нели спласна сите тие конфликти и работи кои што беа. Имаше разоружување. Бев лекар кој што го помина сето тоа докторско искуство кое што нели тогаш беше за време на конфликтот на терен. Бев теренски доктор, го положив испитот, полицискиот испит, добив овластување, нели она значка која што ја даваат и бев со решение како доктор полицаец до 2007 година. Прв слушам за ваква функција, искрено, доктор полицаец. Да, така ми гласи решението. Значи ги имаш сите овластувања на Ги имав сите овластувања како полицаец и бев доктор. Јас кога одев на терен, секогаш носев и нели онаа полна спрема која што треба да се носи полициска и плюс уште еден ранец за давање на прва помош. Како изгледаше тоа работење на фронт? Дали си ти дел фактички од единицата, оди таа специјална единица во некоја операција и ти мора да си веднаш со нив или во близина? Во првиот тим, не со нив бев јас. Не бев на почетокот, но мора да си со нив за не дај Боже, нели ако има повреда, веднаш да. Да. Значи немаат полицајците обука прва помош као врзи раната, стегни го местото, или можеби и имаат, но тоа е твоја работа, Едуцирав јас нели такви полицајци колеги кои што можеа да гледаат боцкање, крв и такви работи, но за разлика од мене кој што не сум можел да ги. Добро, окей. Но ете на еден начин ја бев единствениот. Беше една колешка докторка во ЕБАРА која што работеше со мене и ние двајца бевме единствените. Ја како нели машко пофизички спремен во многу помлади години од денес успеав на сите предизвици да одговорам така како што треба. Што промени тој период кај те? Бидејќи веројатно никој не е подготвен за она што се случува во конфликтна ситуација, во состојба на војна, нели? Ти го промени ли тоа погледот на животот, на медицината, можеби причина да решиш да специјализираш? Јас сакав да останам во специјална единица како лекар, но после конфликтот спласна потребата и од ова бев само повикуван на нели, како да кажам, на тие вежби кои што беа, се правеа на 2-3 месеци и мислам дека таму веќе немав потреба, а имав потреба за да продолжам со моето усовршување. Да се надоградуваш како стручњак. Сите луѓе имаат цел, имаат амбиции и исто јас си терав по патот за да продолжам. А исто така во меѓувреме хирургијата и специјализацијата по хирургија, по општа хирургија ми беше потребна. 2005 кога ја запишав, фактички просто имаш ти 2 специјализации? Имам повеќе специјализации, сега ќе ви кажам. Добро.
завршив општа хирургија специјализација. 2007 година од специјална полиција бев префрлен во Гостивар во аналитика, работев како обичен полицаец, мислам полицаец аналитичар. Понастрана од медицината, И за разбирам. неколку месеци се префрли во ургентниот центар на клиниката Мајка Тереза и од тука ми почна кариерата. Повеќе специјализација. Ова општа хирургија значи, не знам, може и Се. слепо црево да оперираш и да шиеш рани, така, тоа е општа хирургија. Општа хирургија, после тоа работев околу 4 години во ургентниот центар, па после тоа се префрлив на клиниката за травматологија, таму запишав субспецијализација травматологија и така почнав да ја градам кариерата. Си немал од ова што го слушам и разбирам, Вујко Владика, патем на таа тема да му честитам на владиката Георги денешниот избор за митрополит на Дебарско-Кичевската И епархија. ја исто му го честитам. Добро е да си има достоен човек на Да, чело на... ја исто така мислам, да. Бидејќи си од Гостивара, јас од Охрид, знаеме понешто околу случувањето. Така. Тамам. Си немал ти Вујко Владика, кој што, нели, народски кажано, ќе те тера низ животот и ќе ти го олеснува малку патот. Јас не викам дека Ќе кажам една, луѓето кои што да. имаат историјат Точно. на факултетите или на клиничкиот центар дека не се добри доктори, напротив. Но некојаш е добро да се има звучно презиме или некој познат или некаква друга олеснителна Моето околност. семејство, татко ми беше професор по биологија, со 10.00 просек, завршен на времето тогаш, даскал што го викаат, па се вратил нели во Гостивар да продолжи да ги учи сограѓаните, по потекло е од Вруток, по татко сум од Вруток, мајка ми исто така просветно лице, она учеше до 4-то оделение ученици, она е по потекло од Галичник, значи јас сум пола вруточанец, пола галичанец, од тој крај сум, значи западот. Тетка ми е доктор оторино ларинголог, доктор Споменка, и од тука мислам дека веќе татко ми, тетка ми, мајка ми просветно, дедо ми со нели тие се родиете љубовта према медицината. Сакам да помагам. Секогаш кога сум патувал и кога сум модел, многу случаи ми се случувале по патот каде што сум давал прва помош и мислам дека мојата мисија на нели На овој свет е на да овој помогаш, свет е да. таа. Добро е, секој се чувствува покомотен ако каде и да патува или да се наоѓа има доктор. За не дај Боже, нели? Посебно во ова денешно време каде што анксиопатија има епидемиолошки размери, само нели луѓето не знаат едни за други бидејќи никој не зборува за тоа, но мислам дека 80% од народот тоа го искусува во текот на животот. Веројатно имаш многу луѓе кои што ти се јавувале, еве денес можеби со поголема сетилност кон обврските кои што ги имаш, но да те консултираат за разни работи. Да. Од симптоми на смрт при обичен мамурлук, нели, брату умирам, до некои по сериозни работи. Но ти одбираш травматологија. Има ли некоја посебна причина зошто баш травматологија или она позадина што ја кажавме како дете гледајќи како се поправаат работи, сакајќи веројатно да работиш некои такви поопитни, Татко Владика немам, така. Вујко Владика, да. Вујко Владика. Бидејќи приватно ми кажа специјализација, тоа е кај нас. Еве сега ќе кажам приватно како. сам бираш, а државно каде што ќе ти е доделена, така? Јас работев и на пластична хирургија, нели ги поминуваш сите турнуси. И таму имав доста добар ментор. Ја засакав хирургијата на шака, на раката, но за да влезеш таму, ти треба Вујко Владика. Добро. После тоа работев на абдоминална хирургија, исто и таму имав добар ментор. Сакав таму да продолжам да работам, и таму не можев да влезам. После тоа Како изгледа тоа, извини, на конкурс, еве се пријавуваш, така? нема конкурс. Нема конкурс? Нема конкурс. Тоа зависи од еден подпис. Ти веќе си во системот и сега треба да те префрлат од еден одел на друг одел и Но секогаш имало некој кој пред тебе бил во редот. Директорот не ти подпишува и ти си остануваш во ургентен центар. И ден денеска има во ургентен центар доктори кои што се
доста професионални, знаат да работат хирургија, завршиле општа хирургија, зеле субспециализации, но и те поради одредени причини не можат да добијат потпис за да таа единица ја заменат со оперативна единица каде што ќе почнат да градат кариера и нели после времето, учењето, посветеноста, фокусот ќе покажат дали тие доктори ќе бидат успешни, дали ќе имаат добри операции, дали добро ќе лекуваат. И да продолжам, после тоа работев на тораковаскуларна хирургија и таму имав одличен ментор. Ќе се пронајдат менторите кои што, сем еден кој што е починат. Така да и таму пробав да влезам, нели да продолжам со својата кариера, и таму не успеав. И од толку притискање, да не кажам молење, ајде вика, добро, оди ти на травматологија. И јас сум сосем случајно влезен на одделот за травматологија. Случајно или судбина. Да, звучи се ова вака сосема случајно на травматологија, а во денот оперираш рбети, оперираш колкови, лакти и така натака. Но дали... Случајно или судбина, мислам дека повеќе е судбина. Така да, кога ме префрлија на травматологија, не бев прифатен од персоналот, нели, други беа професори таму. Ти си провинцијалец што сега сака да се да им се испика тука во системот. Така вика, еве кој го донесол генералов кај нас, као од А ти си полицаецот од провинција кој што таму им прави пометни сега. Да. Така беше приказната. Денес како е приказната, докторе? Па со работа, со резултати, со така малце поразлично. Па поразлично. Како изгледа тоа да се раководи ваков оддел, бидејќи нели тука веројатно имаш и многу менаџерски обврски, односно делот од мозокот кој што треба да размислува и законски прописи, нели целото работење на клиниката накроди сега на твојот подпис, така? Потреба од инструменти, лекови, чуда, врагови, боледувања, прием, отпуст. Многу е битно да си стручен во тоа што го работиш, тогаш знаеш на одделот што му треба. Фокус, мене првично фокус ми е персоналот. Значи сите потреби на персоналот да бидат задоволени. Од буквално од соби за одмор, нели сето тоа кое што јас сум веќе околу 6-7 месеци таму раководител и се борам да ги подобрам условите на персоналот, да соберам повеќе екипа од медицински сестри, техничари, повеќето нив немаат вработувања. Со 6-7 години се на договори. Со договори на дело. Да, ама сега владата на Република Македонија го решава тој проблем. Го решава и Министерството за здравство го решава тој проблем. Мислам дека веќе до крај на годинава сите тие ќе бидат официализирани со нели решенија каде што точно ќе знаат да им е мир на главата. Да им е мир на главата. Не може за 3 месеца да ги испушти некој, нели? Ама не, ние на 3 месеца им правиме договори, па закаснуваат договорите. Администрацијата не зависи само од мојот подпис, зависи од подписот на финанси, фонд за здравство и тоа е еден ланец кој што години назад е дисфункционален. Дури сега еве ги поврзуваме васкуларизацијата му е подобрена. Васкуларизацијата, нели ги ставаме тие, да не кажам ги пробиваме тие стентови ги ставаме и веќе почнува да функционира што навистина ми е се радувам, искрено да ти кажам, дека можеби ќе успеам со помош на сите чинители во оваа приказна да ги подобрам условите на персоналот, па после тоа со задоволен персонал ќе имаме 10 пати повеќе подобра услуга. Подобра услуга здравствена на сите тоа пациенти. Тоа е клучот според тебе. Кога персоналот ќе биде точно да, бидејќи не може да бараш веројатно доктор да си одбрал ти кариера во медицина, знаеш што тоа значи, патот бил трнлив и така сега јас ти идам со скршеница
И после ќе зборувам и за јавно и приватно здравство, некои споредби би сакал да правам, но веројатно и ние пациентите треба да имаме предвид дека и вие сте живи луѓе со секакви проблеми, од екзистенцијални до некои проблеми на работа и така натака, до преголем обем на работа, и дека кога ќе има онакви замерки, тој беше докторот нервозен, беше намуртен, можеби ние очекуваме како кога сме биле дечиња, да дојдеме па да вака со штипкање за обравчиња и така натака. Така треба да биде. Треба, не велам не. Ќе биде. Ама колку пари толку музика ми е дело што ќе озборуваме во приватно верзус јавно. Сакам да слушам што размислуваш на таа тема, но окей, во такви услови какви што се, нели паралелно работиш на подобрување на условите на вработените за на крај конечно нели пациентите да бидат посреќни, позадоволни. Да. Сега додиме на поводот, а не причината за ова интервју, тоа е она со што се пофаливте пред 10 дена или колку има новиот толку. Да, зашто се работи нов метод на нов начин апарат. Добро, нов апарат за нов апарат со навигација, со ОАРМ и навигација за нула грешка при оперирање на болести на арбетен столб. Нула грешка при оперирање болести на арбетен столб. Наставање на импланти нула грешка. Ставање на импланти значи вештачки тие перничињата што ако е скршен прстенот, добро. И тука има дестабилизација. Добро. За да зарасне коската, треба да е мирна, да нема. Добро. Тогаш се ставаат погоре во здравите пршлени и во долните здрави пршлени, се премостува тој скршен пршлен. Аха, дури не заздрави. Да, нели ако се скрши рака, правиш. се става гипс. Байпас. Гипс се става. Да. И гипс на кичма не можеш да ставиш. Да. Треба да ставиш, нели, се става кај одредени типови на фрактури, но кај повеќето типови каде што е, нели, тамо е спиналниот мозок, ако е притиснат, значи тука мора да биде мирно, време да биде и со таа фиксација на тие транспендикуларни штрафови кои што се ставаат, родови, тој систем на стабилизација на кичмата, со оваа машина е со нула грешка. Што се случува човек, например, имаме, нели, сега кај нас, фала му на Господ, да кажам, до сега сме немале таков нанозе да дојде човек, па се случуваат компликации, но со овој апарат тие компликации се намалуваат на нула грешка. Бидејќи постои тој баук меѓународ, нели? Ако нели, многу луѓе имаат проблеми со арбетниот столб. Многу, последниве 10 години многу од физичка неактивност, напредната остеопороза, многу антидепресиви пиење, тие работи. И тоа влие? Да. Значи лековите и заедно со клиниката за психијатрија веќе имаме, разменуваме искуства дека дел од нивните пациенти кои што се третираат со одредени лекови после известни години, 3-4, сега веќе тоа настануваат скршеници, настанува остеопороза и настануваат скршеници и у целата таа анамнеза која што ја земаме од пациентот, ние доаѓаме дека поради пиењето на тие антидепресиви настанува. Има ли науката на светско ниво некои вакви истражувања правено? Предпоставувам, да. Значи, но со Славица Арсова, така е директорката. Исто така ми била гостинка, одлична емисија имавме тогаш. Значи, со незе соработувате. Чисто да не се плашат луѓето кои што имаат потреба од такви лекарства, дека за 5 години ќе скршат нешто, туку дека ќе се имате комуникација, Да, имаме, значи, затоа работиме веќе на студијата кај нас и за известно време ќе имаме и готова студија, па ќе излеземе со забелешки и со да се вратиме на грбот. Луѓето се плашат да помислат грб да се оперира, тоа е како нели две опции, ако се да умрам или грб да оперираме, тогаш викаат окей, ајде ќе оперирам грб, па но во суштина тоа не е така. Еве јас имам пример од семеен пријателка која што така се погоди да биде во твои раце, го оперираше грбот и е во фантастично подобра здравствена состојба сега отколку претходно и сите тегоби кои ги имаше. Такви примери затоа прашав. Дневно 6 до 10 така операции разни, не само на Има компликации, Богдан, значи при операциите на кичма може да се случат компликации. После операцијата одма ние знаеме дали операцијата е успешна, кога го немавме овој систем.
Добро. Ќе се вратиме на системот Океј. okay. да објаснам. Добро. Се случуваат компликации. Тие компликации ние одма можеме после операцијата да видиме Да ги увидите веднаш. да ги увидиме веднаш. Сме имале компликации, многу е мал процентот на компликации. Исто така сме имале компликации поради операцијата на кичма и други коморбидитети, болести, да настанат влошени состојби од типот на дишењето, од типот на Поради анестезијата дигестивниот тракт, даваме антибиотици, па добиваат одредени диареи, такви работи, значи има компликации. Тоа е многу сложен оперативно лекување, но компликациите не се многу мали, а со овој систем веќе доаѓаме на нели. Битно е да пациентите ни останат живи, здрави, на нозе да се вратат, брзо да се вратат во нормалниот живот, во нели сите тие потреби кои што ги имаат секојдневно, да можат сами да ги обавуваат. Мене многу ме интересира како функционира системот и ќе ми раскажеш, но пред тоа едно прашање. Добро. Нели ви е страв кога грб ќе работите некому? Абе, ние, Богдан, имаме Што преживуваш? обука. Што преживуваш како одговорниот во ситуацијата? На што се помислуваш во моментот? Мислиш ли на најлошо или знаеш дека ги имаш сите влезни параметри? Сите хирурзи поминуваат обука, работиме под менторство. Ја ве сега ќе кажам за мене лично. Ја нема земја каде што не сум отишол да учам, да нели прво асистираш, па полека те пуштаат, те внесуваат во самата оперативна техника и тоа е време, многу време. Десетина години, некаде 5 до 10 години Учење, треба да нели станеш мастер во таа техника на операции на арбетниот стол. Јас го завршив, еве сега ќе ти кажам, и во Македонија најверојатно сум единствен кој што го има завршено курсот во Давос за спинална хирургија. Тоа е Global Spine диплома. Тоа е дозвола и влегуваш во базата на спинални хирурзи во цел свет. Што е специфичното или просто е како сертификат од некоја високо рангирана? Сертификат на, тоа е асоциација на ортопеди. Не се работи за друга метода, туку едноставно, нели? Тоа е сертификат, тоа е Ако имаш дозвола вештина, да, тоа е дозвола која што ја поминуваш преку предавања, учења, операции, менторства. Значи тоа си има цела школа, 4 години траеше. Како е сега на медицина полагање во... Јас учев уште по стар систем, јас немав заокружување кога полагавме на архитектура. Ретко имавме писмено, нели повеќе беа... Кај нас немаше никакво заокружување. Нема заокружување. Направен мислам. Еден или тројца професори те испитуваат, 3 дена не спиеш, од сабајле чекаш од 6 до 7 навечер за да влезеш на испит. Сега гледам дека малце подруга приказната. Подруга. Подобра е за студентите? Колоквиумски недели. Така? Да, ова недела немаме испити, другата имаме. Некако е сменет системот, ама најверојатно е тој светски систем и како што се движи напред, така и образовниот систем. Па добро, може да посведочиш ти. Ама има квалитетни студенти. Тоа сакав да прашам. Многу квалитетни студенти ни доаѓаат. Значи на квалитет не губиме? Не. Не. Имаме многу квалитетни студенти, квалитетни субспециализанти, заинтересирани, работливи, така да... Пред тоа прашање, те молам за системот да затвориме само, па после ова ми е супер интересна тема за образованието и они, нели, идните генерации на доктори кои што ќе не лечат. Но вратиме на OARM, се вика системот. OARM. Ти имаш на него работел некаде во странство, па реши да го донесеш тука? Да, 2013 година во Нимберг, во Германија работев. Добро. И тој по одреден начин, нели, гарантира нула грешка. Односно, согласно снимките, така на 3D модели на арбетниот стол на пациентот. Пациентот се става на стол. Добро. Се прави класична операција, се отвара кичмата до нели коска, што кажуваме народски за да може да не разберат. Сежам кој се става еден на процесусот горе спинозус, дел од коската, се става специјален еден индикатор кој што камерата од страна го снима. Влегува оармот, снима и врз основ на камерата точно знаеме која позиција. Ова му е референтната точка, разбирам. Точно, добро. Референтна точка и сите инструменти се со референтни точки,
Тоа се оние луминесцентни топчиња кои што на сите ги имаме, така да цел систем се усогласува, сликата се префрла на екран, кога ќе дојдеш со штрафот на местото кај што треба да го Знаеш ставиш, дека тоа е местото. гледаш на екранот кај влегуваш. Вау. Фантастично. Да. Чисто уз муабет имам еден пријател се вика Најмладите специјализанти што се кај нас и специјалисти го работеа системот без никаква грешка. Алвер. Да, веројатно многу го лесно. Значи 10 години не мора да учат, така? Докторе, тоа е како AI валјда да имате, нели, во сала сега. Да. Тоа е исто, еве ја ќе кажам, патуваш и немаш навигација, Да, немаш треба да GPS. стигнеш некаде И ќе гледаш табли на патот. Ништо, готово, вртиш од таму, На времето таму и така така. одевме на одмор. Со картата, вака и... Која сигурност е за сколиозите за кај деца што ги работиме? Која сигурност е за скршениците? Која сигурност е за повозрастната популација што имат нели извртување на кичмата? Со ова немаш никаков апсолутно проблем. Како те слушам, вака се подместувам во столов и се трудам поисправено да седам, иако со развојот на дигиталните технологии, колку што вие гледате бенефит еве во работата, имате страшен, прецизен систем, така ние кои што цел ден седиме пред компјутер, мислам сите седат пред компјутер, нели? Развиваме па болести од кои што вие ќе не... Физичката Ќе не лечи. активност е многу битна во цело. Што би препорачал, ајде дури сме тука на физичка таа тема. активност. Кај помладите секој тип на физичка активност, кај популацијата што е од 30 и 30, 35, 40 години, да не се залетуваат одма на фудбал додат, нели, ајде друштво идеме на фудбал. Претходно треба убаво да се припремат. Препорачуваш ли трчање, на пример? Джогирање, трчање? Джогирање не, али брзо одење да. Брзо одење, да. Да. И ти си фан на онаа група и јас сум во таа. Од кого бегаат овие што трчаат? Се шегувам, знам дека има тука многу и адреналин и посебно чувство сите што трчаат маратони, полумаратони, нели се чувствуваат многу убаво и затоа и го прават тоа. Исто така и ние што одиме помејани се чувствуваме килажата е многу битна. Да, колку притисок правиш. Знам дека е мислам дека ќе ми објасниш и научно притисокот на колената, на зглобовите, така. Да, така. Значи мора да се внимава. Кај повозрастната популација не препорачувам многу пешачење. Не многу пешачење. Не многу пешачење. Препорачувам вежби на тврдо столче за горниот дел од трупот. Зошто? За да ја појачаат паравертебралната мускулатура на рбетниот столб. На македонски Аха, добро. Значи мускулите Добро. на грбот. Мускулите на грбот. Да. Се извинувам што медицински Не, ако јас ти кажувај. Јас се трудам Нема проблем. да може да не разберат. Јас сум тука да преведувам. Јас сум тука да преведувам. Ајде заедно ќе преведуваме. Да, не грижи се во тој. А зошто не пешачење за повозрастни лица? Затоа што при пешачење секогаш делот од трупот на повозрастната нема никаква активација на мускулатурата. Тебе за грбот ти е, така? Да, јас зборам за грбот. Добро, добро. Ако они испешачиле 5 км или 7 км, тоа не значи дека ја појачале грбната мускулатурата. Грбната мускулатура. Грбната мускулатура е таа која што помага да рбетниот столб стои исправено. Разбирам. Но пешачењето како пешачење се користено од кардиоваскуларни причини Точно, и така натаму. точно, Значи точно. некоја комбинација. Но во суштина треба да стануваме се повеќе нација која што има култура на тренинг некаков, да не е тоа физичка активност, така кажам. Мислам на таков Министерство за Спорт. спорт. Да. Мислам дека гледам дека има доста движење таму во врска со овие. Јас зборувам за мојава генерација. Нашата генерација, твојата малце генерација, повозрасен да е малце од мене, повозрасен, треба самостојно да стави во умот дека треба физичката активност да ја практикува скоро секој ден. Ево, јас можам преку личен пример да посведочам. Ти мојата повреда ја знаеш. Бутна коска, исчашена, пипкин 4, скршеница, штрафови и така натака. Долги години мојот проблем кој беше, срам, не срам, интелектуалец, меѓутоа не сум обрнувал премногу внимание на тој аспект. Стално сум спиел на ова, можам да ослабам ако сакам, што е вистина. Ама, нели, се помалку сакаме како старееме и метаболизмот не баш работи како пред 15 години,
како што старееме. Така да од тргнувањето на вишок од килограми не е веќе толку лесен процес. Што останува тука? Останува физичката активност. Што е проблемот кај физичката активност? Нели треба да одвоиш време за да ја обавуваш. Изговор има милион за да не ја правиш. Така. И со тек на време, еве, мојата десна нога 20 и кусур години, јас сум ја штедел, нели, поради спецификата на повредата, не сум ја разгибувал како што треба. Јас после повредата 2-3 години играв и фудбал и кошарка свеживо и диво, ама дојдов на факултет, архитектура знаеш како е, од 8 до 8, со 2-3 паузи за фастфуд во меѓувреме. И тука трна бродот уздолу. Пред неколку месеци почнав да вежбам кросфит, што така, можеби некој не би ми го препорачал, ама за мене како карактер тоа одговараш. Јас или екстремно ќе правам нешто или нема да го правам. И ево за 3 месеци јас осеќам огромно подобрување во однос на мобилност. Имам 39 Ке те години. надополнам. Исхраната е многу битна во... Се разбира. Многу битна. Али степ бај степ, така. Да, така. Прво целта моја е да станам по Прво се прави крвна анализа. све направено. На стрес тест бев и така натака се живо идио. И после тоа, Видов, може, доктор, добро е. ако каже окей, тогаш тренерот исто така треба да направи план и програма. Да, специфичен план. Специфичен план и така. Нели не може сега да Точно. но ова го зборувам чисто во овој сегмент од емисијата во кој што ќе апелираме секој да си поведе сметка за сопственото физичко здравје. Пораката е таа која што сакам да ја кажам меѓу другите пораки е физичкото здравје ќе помогне за менталното здравје. Живееме во тежок период, но тоа не е оправдание дека треба Родени самите сме во себе си да си Така е. самите себе да си наштетиме. Како би го оценил здравствениот систем денес? Една генерална општа оценка. Сакаш со хронологија, сакаш со од пред година дена до денес. Како сакаш повели? Здравствениот систем е во многу лоша кондиција. Сам тоа сите го знаат и го кажуваат. Години наназад не е инвестирано во кадар. Запуштени се многу болници од внатрешноста кои што на нас како централно, нели, терцијерно здравство ни се многу потребни затоа што сме преоптеретени. Што значи, извини, терцијерно? Па имаме примарно, секундарно, терцијерно. Добро. Аха, сакаш да кажеш како во 300. Ние сме веќе, да, Добро. последниот столб. После нас нема. Добро. Господ, после нас. Да ни помогне на сите. Урнисано е. Примарното здравство е многу добро. Добро функционира, добро работи, затоа што на Математичните времето... доктори. Што на времето направија систем каде што им дадоа можност секој сам да си ја тера работата. И да си заработува со капитациите. Со капитации. Секундарното ни е голем проблем во внатрешноста, затоа што 10 години наназад е стопирана специализација, едукација, вработување на нови кадри, иселување од градовите. Имаме празен простор од 10 години и ја не знам како ќе успееме сега. Како е возможно да дојдеме до таква точка? Тоа значи дека има тотално отсуство на стратегија. Имало во здравствениот систем, така? Нема да навлегувам во ова, ама дел од политиката е многу битна. Оние чести промени на министри, например, дека не влијаат најсјајно на таквите состојби. Да. А зошто немаме ние една бела книга во здравството, кој да дојде, ево, во Америка, кој да дојде председател, нели, има некои точки од кои што не се откажува, некои стратешки насоки кои што ги исполнува, така? Националниот интерес треба да се знае. Имено. Е сега, во однос на националниот интерес. Направи ли оваа држава грешка пред години и години, кога не одлучи да го издигне државното здравство на највисоко ниво, туку го отвори просторот за развој на приватното здравство? Приватното здравство е потребно на системот. Нека се функционира. Но владењето со здравствениот, нели оној здравствениот систем кој што е јавното здравство, требаше да му се даде многу
голема инекција. Значи, направени се многу големи грешки. Некои одлуки на некои министри кои што беа во поранешните, нели, тие политички, ова навистина не ми беа јасни. Неразбирливи? Готови проекти ги гасеа. Готови проекти ги гасе. Како можеш да изгасиш готов проект ако е во интерес на нели, за нацијата? Можеш, затоа што не бил во твој личен интерес. Ама не може така, не. Сега, нели, нормално вулгаризирам, јас и може би си ти во право, ама мислам, се кој разбира. да дојде, како и да дојде, треба да мисли воено злосторство за народот, за Македонија, како угасија една болница, цела требаше да се гради, колку ќе бевме растеретени. Сега мислам дека некои пенали се плаќаат за тој клинички центар. Или ке на арбитража сме мислам и ке плаќаме пенали за клиничкиот во Скопје. Не ги Во Штип разбирам, исто пенали плаќавме за болницата во Штип. Во Кичево, мислам дека во Кичево направена е болница, останата е така како што е, и сега кога градежници дошле, виделе, рекле ова нема што да правиме, ни овде треба све ново да се прави. Не валја. Да. Има такви некои интересни стопирања на проекти што на вистина Обвинителството би требало да се позанимава. Јас би искоментирал. Бидејќи да, на вистина тоа го намалува квалитетот на живот на луѓето во Македонија. Еве јас за тоа не се разбирам. Океј. Еве се разбирам јас за тоа зашто направија дупка со вработувањата. Многу луѓе, квалитетни доктори ни избега во странство затоа што не беа вработени и затоа што не беа префрлени од ургентен центар на травматологија или од ургентен центар на, не знам, таму кај што има афинитет. Секој еден доктор знае што може да работи. Да немало потреба на траума од нови. Не. Значи имало потреба. Еве јас сега запусливме 4 нови специјализанти со проектот кој што владава, фала му на Господ, повторно ќе кажам, најде некој сенс, некој за помош. Пари, да. Па сега ќе можеме да вработиме уште доктори, па ќе можеме полека од нашиве доктори да дисперзираме по другите болници, па полека да го растретиме терциерното здравство, да лекуваме и да третираме пациенти во внатрешноста, така да. Но генерално низа на лоши политички одлуки довеле до создавање на огромни дупки. Јас не бев свесен за специјализациите, дека има и таму голем проблем. Но во суштина, она што го знам за специјализациите... Доктор општ завршил. Добро. И сега не му дава директорот 6-7 години дојде на специјализација. Зошто? И овој се ќе остаре. И вика се шо, нема интерес, јас доправа ќе учи. Абе се научи, вика ја општ доктор, седи, заврши со пациентите, појди дома, врати се назад, а ти се во навистина не ми е јасно, некои работи не можам да си ги објаснам. Уште еден проблем. Бев исто така стопиран во неколку наврати. Ама ти си многу но упорен, мојата бака. амбициозност, Да. ете, успеав. Точно, твојата упорноста е нешто што го забележа да, Преска, која кажа колку пати каде си пробувал, си сакал, си покажа резултат, си бил одбиван. На крај можеше и доктор Мерџановски да биде некој општ доктор, така, или во полиција да си работиш. Во полиција ќе си во останев, тамо платата е доста висока. Бенефициран стаж. Да, Ама животиште. Судбина, така? Да, животиште. Имам еден пријател, Зоки се вика животиште, вика еден цел. Има една анегдота охридска на тема животиште. Да се вратиме на стратегијата во здравството. Во суштина, пример, државата знае во секој момент кои профили недостигаат, нели, кои специјализации би требало да ги отвори. Охрид имавме една многу чудна ситуација со години наназад, каде што имаше 2 детски педиатри во државна болница. 2 педиатри. Трета смена педијатар не, мора да дојдеш во Струга. Ако дете во твоја кревна температура во 1 сабајле, мене еднаш ми се случило, 39 со нешто, никако не паѓаше, се јавуваш на 112, вика, господине, упатете се во Струга. Иронијата на животот е што и во Струшката болница докторката ми е малтене комшивка од Охрид. За ова сум слушнал Комшивка од Охрид. дека педиатри нема во... Сега има, така? Сега има, да, ама немаше. Трета смена не во туристички центар. Ама просто ете така биднало. Некој можеби доделил специјализација, може би била приватна, сега само хипотетизирам, но ова е можно сценарио.
Приватно си плаќаш ти колку е 10.000 евра, завршуваш, викаш чао џаци, одам јас во Систина, во Жан Митрев, во Ремедика, во не знам, одам во Германија. Да, ама толку што пари? Кошта. Ама затоа постои ли начин како државата да се заштити? Нели ако доделиш државна, Абе цел живот има луѓе плаќаат нели здравствено. Ке скршат колк и сега нема колк. Како може да нема колк? Не сме да нема колк. И сега ќе одат во приватно ќе платат, не знам тамо колку се плаќа. А цел некој тука ги враќал, нема колку? Не, нема колку. Еве на пример порано имавме стварно одредени проблеми со набавка со такви работи, се случуваше, нема колку, па чекај, па лево, десно, се тоа операции. Ама чекај, не може ти да колку време ги чекаш, да, така да. А на приватниве секојаш имало колку? Ама таму се плаќа тоа? Се да се плаќа, да. Има таму. Јас знам и за случаи за операции на срце, нешто ќе му зафали на некој доктор и ќе те упати во некоја блиска аптека каде што баш таа големина на потребен стент ја има. Но добро, во здравството. Има секакви. Во здравството како и секаде, да. Покрај тоа е најблагородната. Ама не се сите. Тамам работа, вашата работа е најблагородна. Најблагородна, буквално животи спасувате и за животи се борите. Но нели во секаде има по некој куколь така. Да. И меѓу новинарите има рекетари, и меѓу докторите, и во полицијата, и секаде. Нели? Секаде така. За правосудството да не ни коментираме. Спомна дека младите кадри кои што доаѓаат на работа покажуваат квалитет. Да. Што им зборуваш за да ги задржиш во твојот оддел, да не помислат дека е добро да си одат во приватно, каде што платата можеби ќе им е 50% повисока, не знам, сега импровизирам, можеби не е ни 50, може е 20% повисока, или пак да се спакуваат и да фатат џаде усвета, бидејќи дури го да внесуваш во системот. Дури најдобрите ти услови да им ги овозможиш, како што викаш, сепак треба тој да ги има добрите услови и во банка, и во продавница, и во на шалтер за матичен, за извод од матичен. Го внесуваш во системот. Добро. Му ги отвараш вратите. Му го покажуваш патот. И мислам дека 99% одат по правиот пат. Со тоа што ќе влезат на операција, ќе им даеш дел од операцијата, и списите да ги прават, анамнези да прават. Ги пушташ да работат. Не ги третираш како дека ти си многу над нив. Системот кога го донесува, ја последен го пробав системот за операции. ОАРМот, да, навигацијата. Сите овие што се млади, кои што сакаат да бидат присутни, сите ставија штрафови, проба, направија тоа што требат. И тоа им дава поголема само почит према себе си и само довербата им расте и сваќаат дека чекај, и ја можам да работам, ја можам да лекувам, така да и имаме нели состаноци каде што сваќаат дека можат. Имаме состаноци каде што нели цело време анализираме, дискутираме, пофалуваме за добро, ќе искараме за лошо, ќе направиме ако треба и повторна операција, се финали тоа се да биде нели на еден културен академски начин и на ниво. Многу е битно на докторите да им дадеш простор. Ако им дадеш простор, тогаш 99,9%, да не кажам 100%, ќе дадат резултат. Ова, предпоставувам, го излекуваш од личното искуство, има логика и покажало ефекти резултат. Да. Тебе ти бил скратуван просторот, а на крај ти си докажал... Ја го отварам просторот. Да, ти го отвараш просторот, за да не преживуваат другите. Ја во сета моја едукација, работа, сум имал милион препреки. Јас се уште, значи, наидувам на препреки, ама еве сега од оваа позиција многу полесно ги поминувам. А колегите кои што се помлади, кои што се ентузијасти, студентите исто така, разговараме, им пуштам простор за работа и на одделот за травматологија владее хармонија, така да мислам дека уште повеќе ќе ја зголемиме таа хармонија, со хармонија и со едно семејство и со една пријатна атмосфера каде што доаѓаат на работа, носете им одат на работа, а не дека одиш те враќаат назад. Да. Мислам дека е... Ова може и како некој апел, еве, општ до сите, инволвирани сега или во иднина, дека треба да се
остава простор. И на оние што ја прават стратегијата да предвидат. Тоа ти се колеги, не можеш ти зашто да ги сопираш. Ами не може на ургентен сега ти држат добри потенцијали без да им даваш. И тоа не е во ред. Така. И тоа не е во ред. Определи си колку, ако има недостаток таму на неколку луѓе, доктори кои што треба да ги да се префрлат кај нас на травматологија. Но не може бидејќи ви викаат ке немаме Имаат луѓе. субспециализација. И таму се по 10 години. И се седа таму Зошто? затоа што се јавил некој друг и овој што треба од ученичка клупа се качил таму и го зазел местото на ова. Стратегијата која што ја разговаравме, сега ја сум и член на една здравствена комисија и ја влегов во таа здравствена комисија на ВМРО ДПМН, здравствената комисија, сум влезен само со една цел затоа што видов дека дел од политиката е влезена во здравството и дека преку таа политика од оваа партија најдов на истомисленици и влегов во таа здравствена комисија за да го подобрам здравството и за да успеам тие мои одредени точки запирки кои што се ставаат на луѓе Да ги претвориш во политика. Не можеш на луѓе кои што се работливи, учеле, да им ставиш точка запирка и на крај извичник и он ќе замине во спремен кадар. И ќе викаме немаме доктори, немаме доктори. Докторите и планот кој е. После завршен медицински факултет. Да тие кои што ќе завршат поминат еден тип на тест, типот на тест која ќе го поминат, да се внесат во брза помош, таму фали кадар, има се еден систем така што го работат, од таму полека да се повлечат во терцијерното здравство, секундарното здравство, да работат во ургентниот центар. Многу е битно да го поминат ургентниот центар, барем година-две. Да го испечат занаетот. Од тука, ако сака да оди да му го пуштиш патот, значи да оди тоа што сака да специализира, да се направи една стратегија, да се направи една комисија која што ќе ги надгледува сите тие работи да течат онака како што навистина треба и со тек на тоа мислам полека ќе треба многу време за да се таа празнина од 10 години да ја наполниме. Колку има политика. Политика има на секаде се разбира и тоа воопшто не е ни чудно ни страшно, просто да преку политиката луѓето делуваат за да остварат идеи во конкретно. Но што сега да те прашам, Илир Хасани е на клиника кај мене. Кај тебе, така? Да. Илир Хасани, јас го знам и лично, Илир пред 20 години. Подпредседател е на ДУИ или нешто така во раководството. Пратеник, сега Пратеник е, да, но мислам дека има и некоја висока. И во извршен, не знам. Има ли? Сега, но како доктор травматолог на времето му беше, мислам дека му беше асистент на мојот доктор на Савески, на Јоцо. И сум чул пофални зборови за него како травматолог. Има ли таму политички закачки од време? Не. На работа сте сите бел мантил е вашата сите така. Исти, ја немам проблем со никого. И него може да го прашаат. Он е секако пратеник, има дозволени сати за работа, ништо не му еускратено. Како добар доктор може да си работи. Така да се функционира нормално. Нема таму прелевање на некакви тензични ситуации и така натака. Не дозволувам ја такви работи. Секогаш кога ќе дојде до таа линија, секогаш знам да кажам не, до тука може, од тука навака ние сме доктори, медицина и политики, мешање во такви работи. Значи нема и простор за одмаздолјубие, за вратки разноразни. Апсолутно не. Добар работник е добар работник. На мојата клиника не. Можете да прашате кого сакате. Имаш ли направено анамнеза на проблемот во кој што може би не на траума, но на други клиники, нели? Тоа е недостаток ли е на кадар, пример, малку сестри, многу работа, преоптовареност, па кога ќе влезе човек на ургентен, односно на клинич, како се вика таа зграда? Ургентен? Кај што сте вие сите сместени? Клинички хируршки центар. На клинички хируршки центар, во понеделник сабајле, ако одиш таму, тоа изгледа како капали чаршија на моменти, поради гужвата, сакам да кажам. 1000 луѓе одат, влегуваат, излегуваат од лифтови, се носат пациенти од едно место на друго, на трето. И така, вака од страна, кога ќе гледаш, знае да
не знае. Ништо не функционира. Ти вика вака, ако немаш кај да се јавиш, ти овдека ќе останеш 5 сати. И тоа е општа констатација, не е тоа само моја. И секој, нели, бара некој начин, некаде, некому, да се јави за некако да, нели, да во разумно време да заврши Ама, работа. Богдан, тоа е десетици години на нас. Се разбира. Не од вчера ова. Ние сега правиме нови листи. Вчера имав состанок со директорот на тоа Релуц. Разговаравме, ги прегледувавме листите, заклучоци правевме, се трудиме. Верувајте дека не можеме да постигнеме. Проблемот е тоа што секундарното здравство ни е многу слабо. Таа гужва што ја гледаш, нема да ја гледаш ако секундарното здравство работи како што треба. А не работи како што треба затоа што нема доволен број на персонал, сите се иселени од нели од Истоков Кочани, особено, да. од Кочани, од Кичево, добро од Кочани. Добро, ќе зборувам и за Кочани. Секогаш кога ќе спомнам, прво Кочани ми излегува како Ќе зборуваме и за една тоа. Ти беше еден од first непријатна- responders-ите таму, да. непријатна, ама еве Гостивар, Тетово, Кичево, Струга, Охрид гледам дека е ослабен со кадар многу. Огромни селувања, така. Или кон Скопје приватно или надвор од државата. Надвор. Сите тие луѓе не избегаа надвор. А најмногу не избегаа од малите, од натрешноста. Зошто? Платите не се сигурно различни. Плата во Берово и во Скопје не би требало да е различна. Ете, не го пушташ на специализација, не му го отвараш патот. Му го отежнуваш Ти си животот. доктор сега, професор си, ти само ќе работиш, Да. сите кај тебе да идат. И на архитектура Што тоа знае, имало. Вчера завршил доктор и такви некои и на архитектура предрасуди, така имало. меѓусебни, не меѓусебни, него сам со себе, тие луѓе имаат сам со себе проблеми, така. Тоа не ми се допаѓа, ама ајде Но добро, сега стратешки тебе. ова, ако ги дебатирате овие теми, нели има пат, има начин секојаш како и да се излегува од тунелот, така? Мора да излеземе од тунелот. Нема Тоа ни е друго последна шанса. После ова ништо, ако треба све ќе затвориме и тоа е тоа, сите ќе заминеме. Сега ако не успееме нешто да направиме, не знам. Ова е нема подоле од ова, не знам, се ние дупкава до кај што сме стигнати Бунаров, надоле да го копаш, што да го копаш, нема што да копаш више. Веројатно добри вести се за вас, оние кои што доаѓаат, а поврзани со планот за реализација на тој економски договор меѓу Македонија и Британија, во кој што еден од неколкуте и клучен сегмент кој што ќе биде под третман на тие средства, односно ќе влезат пари од британските инвестиции, е токму здравството и неколкуте регионални центри кои што се најавуваат, а премиерот остави, нели, врата отворена да понатаму кога ќе се регулира тој дел прво, но тоа ми асоцира на некоја стратегија, после да се вложува Скопје во нов клинички центар. Но тоа е веројатно на истото за што и ти говориш. Еве Така? истото го кажувам јас. Владата нека се ја тера работата, што кажувам она народски. Да. Нека носи пари инвестиции лево десно. Ние да ги задржиме лекарите со тоа што ќе ни ги вработат лекарите. Значи да ни обезбедат фонд пари, да ни дадат да ставиме инекции по здравствово, со нови апарати, со реновирање на сали, со такви работи. Проектите се направени. Не знам дали знаеш, ама цел оперативен блок ќе биде реновиран сега за кратко време. Стварно? Да. Доле оддел за травматологија се прават проекти, доаѓаат, мерат, значи полека мислам дека некој што порано ништо не градел и со Ке се види разликата, со да, се разбира. Со нога ги буткал циглите. Ова влада работи, гледам и дека инвестира и дека многу е надежно, И мислам. добро звучат и сите и клиничката во Штип, и во Тетово, и не знам каде на уште. Да, ма ни треба, ние мора додека они ги направат Луѓе. Па да, Да направите празни згради кадар. шо? Така е. Без празни згради Затоа немаш. се вика стратегија. доктор. Каква е улогата на министерот, на пример, во однос на твојот оддел и твојата работа? Колку ти зависиш од него, од неговите гледишта, зависам. визии? Да? Многу зависам. Имаше јас. ли контакт до сега со новиот министер? 2 дена е министер, претпоставувам. Не. Со новиот министер сум немал контакт. Вчера знам дека директорите беа на еден состанок и разговор.
Пренесено ми е дека од самиот состанок многу биле задоволни позитивно. Толку можам да кажам. Добро, тој е менаџер, треба... Јас си разговарав со него, го поканив за гостин, вика, во ред ќе дојдам, ама прво ми треба малку време да видам Кај сум? што треба да се прави, да Он го организирам. информатичар, мислам, без разлика. Мислам дека инженерски мозок би требало добро да функционира во здравствен систем. Да. Затоа што нели аналитичкиот пристап и наоѓањето решенија за проблеми, а не проблеми за решенијата би требало да. Да се надеваме дека ќе биде, видите, добар. Fingers crossed, нели, што би рекле стратешките партнери. Се еден така покомплициран, посложен, поемотивен дел го спомнати Кочани, мора да зборуваме за Кочани, односно еве деновиве слушаме некои луѓе дури малце веројатно емотивно хиперболизираат, ужаснати од условите во Кочанската болница. Тоа што имаше пред 3 месеци, речи си, трагедија, не значи дека некој со магично стапче преку ноќ ја променил реалноста, а Кочанската, а Гостиварската, а не знам која кажи болница сега низ Македонија. Состојбат, пресекот е дека во лоша состојба е нели здравствениот систем и дека треба да се вложува и да се работи. Дури нели најавено е дека ќе специфично внимание ќе се посвети токму на таа болница, но еве да се вратиме малку на тие тешки мигови на 16 март. Беше на работа или те свикаа? Ја бев тој кој што го алармираше здравството и советниците во владата на Република Македонија. Дека има невидена Како мојот телефон е ностоп уклучен. Околу 2:50, 2:45-50 добив повик од раководителот на ургентен центар дека во Кочани е запалена дискотека и дека има 10 мртви и дека со приватни возила почнуваат да носат изгорени деца од тама. Во истиот момент се јавив на советникот на премиерот за здравство, кој што беше еден од главните координатори. Ќе изоставам имиња, немој да ми замериш. Да, не е тоа за ловорики работа. Советникот од Фондот за здравство го известив и во 3 сатот и 10 минути бев веќе на работа. Ја известив директорката на тоа релуц, го известив раководителот на интензивно лекување, кој што сите брзо пристигна и дадовме, го уклучивме алармот за несреќа од голем обем. За меѓународна помош, така? Или? Несреќа од голем обем во нашата земја. Постои таков систем за алармирање? Тој систем го направивме по иницијатива моја и на раководителот на ургентен центар пред 2 месеци пред да се случи трагедијата. Ја како бивши доктор полицаец секогаш ние сме имале вежби од тип дали на терористи, дали на тоа, имавме вежби. И вежби имавме со повредени, со ова, со тоа и цело време ние тоа си го работевме. Предходните 10 години не беше направена ниту една вежба не беше направена од типот што ќе правиме ние ако бомба некаде падне бомба. Да. Еве падна бомба. Во Кочани падна бомба. Ваква трагедија, мислам дека во светот е реткост. Да. Имаше во една земја тамо, кај беше Романија. Имаше во Бразил, Романија тамо кај што имаше и еве кај нас. Наша ова држава од милиони нешто што сме, не знам дечиња колку имаме сите, и да се случи ова. Страшно нешто. Каква коинциденција? 2 месеци пред да се случи трагедијава, ние правиме вежба со Центарот за известување за кризи, што е, полицијата,
брза помош, 8 септември, градска општа болница, клинички центар, противпожарна и правиме вежба ласкарци. Тоа, аха, стварно. И ја правиме вежбава ласкарци. Ја повикавме вашата телевизија да го снима целиот настан. Точно се сеќавам на тоа. Бајаба беше Превртивме исто Бајаба, точно директорот на Бајаба, на негова иницијатива. И ние ја правиме вежба. Превртивте автобус, така беше? Превртивме автобус, го запаливме, изгорени, повредени, брза помош дојде, хеликоптерската единица ја уклучивме, значи комплетно ги удривме повеќето од сите системи кои што ги споменувам, не ни знаеа дека се работи за ова. Така беше идејата на директорот на Бајаба. Да, дека не ни знаеа дека е вежба. Полицајците, сообраќајците и сите тие да не знаат дека тоа, дека има удрено комбе, па терористи бегаат тоа. Значи имаше добро сценарио, сценариото беше излезено од вашата куќа, тука од кај вас. Јани Бојаджи директорот, Бојаджи директорот, и тимот кој што работеше на тоа. Тоа беше улогата на Алфа, сценариото се направи. Ние правиме вежбата. И ги воспоставуваме системите во корелација. Виш, ова не сум го поврзал сосема случајно испадна и правиме кризен штаб, правиме во полиција, го поврзуваме ургентен центар со хеликоптерска единица, со полиција, со противпожарна, со брза помош. Повторно пуштаме нови кабли секаде. И правиме кризен штаб таму, кризен штаб во медицината. После 2 месеци од тоа ни се случува тоа. Пошто имавме вежба. Па затоа ние успеавме во толку краток временски период да направиме да изреагираме толку брзо. Првите хеликоптери кога дали се сеќавате што се случи во Ласкарци? Таму беше комплетна дисфункционалност на системот. Новинарите стигна сите пред да стигнат. Бог да ги прости, сите тие беа гостиварци, мои деца, сите ги знам. Ама со камиони ги носеа, па страшно нешто. Овој пат, благодарение на владата ни дозволи да ја направиме таа вежба си до тоа. Значи, на реорганизацијата на системот. Направивме вежба како, да знаевме дека нешто ќе се случи. И фактички системите профункционира, јас знам од без никаков проблем. Ако пожарот бил 2:36, не знам, дека за 20 минути цел медицински персонал беше евакуиран. На нога. Да, у 5 сабајле кога се случи тоа, у 4:30 имавме состанок во полиција, кризниот штаб. И мислам дека првиот хеликоптер дека веќе тој период и пристигнува, така, да. Се функционираше како што треба. Се удри во меѓувреме и она копче. Добро, во кризната состојба каква што беше. Се удри она копче за меѓународна помош. Сега ќе стигнам до тоа копче. Завршивме во 4 нешто, значи дојде персонал, почнавме да примаме, почнавме да ги распределуваме пациентите. Сабајлината околу 6 часот веќе имавме прв состанок, кризниот штаб се собра, советниците од влада, Министерство здравство, торакална хирургија, травматологија, пластична хирургија, значи сите оние кои што бевме засегнати за тие повреди, направивме еден кризен штаб, имавме помоши од други колеги, од други клиники кои што навистина ни се најдоа од голема. Сашо Клековски, докторот беше, директорот беше исто на сите состаноци и дојдовме до ситуација кога веќе почна, нели, од тие као десетина мртви се зголемува бројот и се зголемува бројкава. Значи, ние веќе идат 30, 40, 50, 60. И тогаш советнициве од Министерство за здравство, од советнициве од владава на ова, вика, дали мислите дека ние ова можеме да го издржиме? И кажавме не. Министерот Муцунски, првите контакти ги оствари министерот Муцунски за надворешни билатералните контакти, Србија, Бугарија, Грција, и почна да доаѓаат во 9:50, 10 часот го стиснавме копчето од Центарот за кризи при Европската Унија.
Тоа значи дека Тоа аларм во значи сите... ние као партиципиенти таму имаме право да го стиснеме тоа копче, го стиснавме и комунициравме со сите амбасадори, шпанскиот, шведскиот, германскиот, од Румунија, од Знам дека многу луѓе секаде, на личен основ и премиерот и постојано министерот. бевме на телефони, дека на личен основ лични организиравме, контакти се Турција користат, исто многу да. ни помогна и на личен основ, ама и системот. Проблемот беше што ние не знаевме да го работиме системот. Системот има протокол на работа. Внесна име, презиме, години, диагноза, повреди и сето тоа. Добро. И се пушта во системот. Системот го прифаќа И гледа и бара каде може да. реагираат од другите болници кој може да го лекува. Како повик за такси сега, нели? Секоја болница Кој може прифаќа. можеше да прифаќа и тогаш праќаат авион, нели, со сета медицинска ова, ама во текот на движењето кај нас настануваше промена на состојбата на пациентите. И ние почнавме да ги менуваме и мињат. Не идовме на проблем. Ама што правевме, како правевме, на крај успеавме. Тука неколку одлуки се веројатно важни за бројот да не е дуплиран на трагично загинатите во Кочани. Може би од тоа дали прво потешките случаи ќе бидат во Штип лекувани, полесните во Скопје за да нема попат, не дај Боже, нели? Немавме ни еден попат случај. Немаше ни еден, Ни еден, да. За жал, нели, тука секогаш се сеќавам на шоферот Иле Гоцевски, мислам се викаше, кој што 10 пати го прошол и утре едента, за жал, почина. Исто и одлуката за праќање во странство, знам дека имало и одредена скепса кај дел од медицинскиот тим дека е паметно да се пратат со авион. Но дека тој и премиерот го спомнал дека силно сугерирал да се стисне тоа црвено копче и да почне таа дисперзија. И на крај сега колку еден или два имаше смртни случаи од сите што беа надвор. Или и то двата да не беа во Литванија или Летонија, не сум сигурен. Но генерално нели секоја загуба е трагична и недомислива, но имавме неколку одговорот беше на ниво конференции онлайн со нели Центарот за кризи кој што е при Европска Унија, од кој што добивме пофални зборови. Да, оцените од оние што учествуваа надвор беа навистина солидни. Оценети дека одговоривме на таа трагедија како што треба и се надевам никогаш никому да не се повтори ова што се случи. Дури, знаеш како се новинарски ми иде, но човечки не е да те носам во ситуации да споредуваш твои лични чувства и од 2001 споредба со ова, нема, навистина. Секоја болница прифаќаше 1 до 2 пациенти, 3, 4 максимум. Тоа е капацитетот. Специфични повреди, бараат специјални изолациони услови медицински. Бевме нападнати дека Центарот за изгореници не бил во функција. И да бил двајца. Не бил еден, двајца, четворица. Ние 150, колку? Да. Сега, она што се вика тема Кочанската болница, односно состојбата во здравствениот систем. Но дали функционира ли сега некако тој штаб од тогаш или како оди сега таа координација, пример да се утврди што им треба во Тоа е воспоставено. Да. Да. А што е со оние се денови читав? Предпоставувам дека се лични иницијативи, ама во јавноста тоа пак политички се толкува. Нели они од она фондација која што собира пари Сапорт Кочани, купиле некакви, не знам какви помагала, сега коментарите Силиконски ракавици. Коментарите беа наместо државата тие Боже, за 15.000 евра било проблем на државата. Предпоставувам тоа е лична иницијатива, ако им се неопходност биле предвидени, не биле предвидени, овие побрзо ги обезбедени. Помош се ако се дава некој ќе да е патики, некој ќе да е джемпер, некој ова, мислам, државата
многу сериозно пристапи на целава приказна, не знам. Да, знам дека луѓето нема се оставени до крај, да, тоа го каже и премиерот. Мене ми е многу жал. Ја сочувствувам со дел од нив и ги познавав и од фамилиите од Кочани што беа. Сочувствувам, ама трагедија е, не знам. И во трагедија треба нека секој. работи обвинителството, сите што се одговорни нека си сносат одговорност. Тука никој мислам дека нема дилема во Ја Македонија. да кажам дека ние тие што ни ги донесоа сите ги истретиравме како што требат, триажа да направивме како што требат. Активиравме 30 авиона, ако не. Европа ја запаливме со јавувања. Сите ние, од владата и од докторите, каде и доктори што имавме, и ментори, и тоа сите значи ни излегува во Какви пресед. полуки може да извлечеме, конкретно во делот на здравствениот систем, после ова, разбравме ли нешто што е неопходно да го промениме? Освен сето она за што до сега зборуваме. Општата констатација лошо е, треба да биде подобро, окей, но нешто специфично вака, пример, дали тебе ти прошло низ... Дека нешто би смениле? Да, после ова шок терапија, трагедијата во Кочани. После вежбата и после трагедијата таква кохезија е направена. Ја мислам дека кризните штабови тоа сега Не дај Боже, може ќе да. ни требат авиони, може ќе ни требат хеликоптери, може ќе ни требат амбулантни возила со специјална, нели, внатре медицинска опрема. Тоа ни фали. Немавме возила со специјална медицинска опрема за транспорт. За авион да не ни правиме Па ни муавет. праќа од приватните болници ни дадоа, ни излегува пресред многу. Се сеќаваш овој Пендиков во Охрид, кога го истепа наводно поради етнички причини дрн. Бугарија пушти владин авион во Охрид да го земе, бидејќи Бујар Османи, твојот колега хирург, дозволи такво нешто. А сам да кажам, не Боже, ние немавме авион сега да праќаме луѓе надвор, така? Затоа што утре ден види, пак ќе зборуваме. Ние сме сиромашна земја. Требало ли авион, не требало ли авион? Не сме толку сиромашни да немаме барем 4 возила со специјални медицински услови за транспорт на било каков пациент. Тоа нема. Ако може приватњаци да имаат... Не може, а приватните Игор, имаат. Они ни ги Ако дадоа. може приватни да имаат, не разговарам за држава. Приватните болници ни ги дадоа возилата, ама ние како држава треба... Зашто до сега не биле купени? Зашто се купувани апарати кои што се надвор од употреба и по подруми? Вистина ли по подруми седнат го апарати? Па не знам, еве директорот на Фондот за здравство кажа дека е тоа така. И дека некои од нив дури Јас се не знам. неупотребливи денеска. Јас не знам. Јас апарат нема да купам, на пример, ако претходно не го пробам, како себе сега што го донесов Како овој. Оармот, да. Ако не седнеме со стручниот колегиум и разговараме, и ако стручниот колегиум каже дека овој апарат ги оправдува средствата, ќе го пренесеме тоа дека имаме потреба од таков апарат. Ако немаме потреба, зашто би го купувале со некоја си сума, не знам ја колкава е сумата, висока, 2-3 милиона. Ќе си направиш Па ќе рачуница. купиме со тие 2-3 милиона, ете, 2 возила, не знам. Да, така е. Абе треба Домакинско работење и стратегија. Да. Може би министерот Алију ја гледа емисијава спремајќи се за неговото гостување, па ке заштеди на време му по состаноци посакувам, да ги да. дознава овие. Па сите му посакуваме. Да, секторот е таков што Да. не тангира сите. Да. Па најбитно е, здравството е најбитно од се. И ќе видиме, но барем нека потрае на фотелјата, бидејќи ова гледањето на Министерското столче во здравството како на некаков трон и титула, а не како на најголема обврска, веројатно е дел од причините за проблемите во кои што сме. Таа пречеста промена на министри е, здравство, образование не носи добро. И ја така мислам. Не знам, разговаравме за се зашто сакав денес да разговаравме, дури и порака и кон народот упативме, и порака кон младите лекари, кон сите, да. Така да не мора порака за крај никаква да упатуваме. Ке ти кажам само дека ми беше чест и задоволство. И цело време
имам грижа на совест дека додека ние зборуваме овде во емисија, може да има некој случај што чека на тебе, па затоа тука и ќе завршиме. Сигурно има уште многу работи кои што може да ги зборуваме. Има и но... уште една ќе кажам и ќе завршиме емисијата. Купуваме доста импланти. Штрафови, плочки, такви работи. Колку ви вештачки? Колку ви вештачки. Пошто од мене ќе ми треба? Па нели без парија? Без Само пари ли ќе? партиципација. Добро, Ако дојдеш кај нас, ако Добро, одиш во приватна болница, Сега тогаш- само да го најдам грнето со тие парите кои што сум ги имал и ќе идам приватно. и работам еден докторат во Ниш Добро. веќе неколку години наназад во врска со импланти. Србија има фабрика за своји импланти. Србија има фабрика за своји Да. импланти. Да. Предпоставувам и За за скршеници на бутната коска и на подколеницата. предпоставувам дури и ги извезува, не е само дека за Не Србија. знам, не знам, но знам, Секоја чест, браво. бев присутен таму и ми ги Се ти презентира. работиш? Добро. И ми ги презентира и ги видов. Викам, чиви се импланти, не сум ги видел до сега. А овие се вика наше производство и за нас. И студија направено се фино ово на фабрика. Си имаат, си прават импланти, не плаќаат по 2-3 евра, Да ги долари набавуваат за од да ги набавуваат. Германија, Америка или не знам каде. И се роди некоја идеја тука дека ај можеме, викам, имав контакти со некои професори од Машински факултет, кои што исто така ми помогна за, нели, работиме многу интересна тема, каде што дојдовме до одредени заклучоци и побивме неколку докторати. Отом потом, кога ќе биде тоа завршено, ќе направиме. Многу ме интересира ова сега синергија меѓу медицински факултет, нели травматологија и машинскиот факултет. Да. Што ви НЗС имате штрафови вие, така? Ние имаме штрафови. Како Да. НЗС. Сега Машинскиот факултет со нивните матлаб, тие проекти, професури што се лево десно, во случаен разговор, случаен. Ништо не е Добро, ништо не е случајно. случајно, да, Ништо нормално. не е случајно. Дојдовме до една интересна студија каде што покажавме дека оптеретувањето на колкот земено со средна вредност од 30 кг не е точно. И тоа Добро. се користи секаде во многу докторати. Дојдовме дека тоа е некаде околу 50 кг и во тие 8 секунди постојано се менува. Што значи дека имплантот трпи многу поголеми сили. Динамички товари. Динамички товари има. Начинот на проклизување, ротацијата и сето тоа така да Многу интересно. Многу Овие интересно. луѓе што прават роботи сега помагаат на Па вие кои што правате. ова е роботика, Да, ние што го роботика е, доне- да. што го Точно, донесовме точно, кај точно нас. затоа. Демо машина донесовме кај нас. Прва на Балканот. И чекај се, ти докторат правиш на оваа тема. Спојот, како Спојот машинството помеѓу може да... Машинството, помеѓу Машинскиот факултет, оптеретувањето, математичките работи, Какви вештачки колкови во суштина накаде треба да се... кој агол на имплант треба да се стави и со колкав момент клуч на заклучување да се заврти за да имплантот ја издржи силата, ја поништи силата на оптеретувањето и да нема нели компликации, проклизување, ротација. Многу интересно. Статиката фактички ја решавате со помош на Да. Статиката и и динамиката. динамиката. Да. Многу интересно. И ти работиш докторат за? Да. Па се е супер, би рекол, преинтересно Докторатот е. готов. Готов. Кај се наоѓа време, Игор? Само шега Да. на страна. Јас сакав на времето... Ќе најдеш време ако сакаш да... Види, јас ова. сакав на Да. времето кога бев многу Абе, амбициозен на архитектура да работам еден ден за дипломска хотел на Месечина. Зошто или објект било каков? Поради другата физика. Чисто ради тоа, нели? Тука не е, мислам, не е предизвик од аспект на физички вредности, но на Месечина чисто во една нова средина со нови параметри, гравитација различна и така натака. Аголот, да. Значи, Точно така, Така. вред. Ама многу интересно. твоето е многу, не знам, ептен SF. SF, Science ама fiction, да. Ги накрај- сакам тие филмови, јас само тоа Накрај гледам. амбиентот на архитектура ми рече не се замарај толку Аголот многу. на клинот и штрафот кој го ставаме е 120-130 степени, 125 до 130 степени. Математиката која што ја направија
на Машински факултет кажува дека тој треба да биде сосем различен за различен тип на фрактура на главата на феморот. Како што повреда јас имам, например. Да. Твојата повреда беше друга. Пипкин фрактура е внатрешно, решено А ти е не е со скршен штрачење. вратот, а ти мислиш повреда на глава на фемор. Ти имаш отцеп на самата глава, а не на вратот на главата. А ова е докторат го одбрав покрај тоа што јас сум спинален хирург, нели травматолог, работам спинална хирургија, хирургија на рбетниот столб. Овој докторат го зедов да го работам затоа што голем дел од населението кај нас има нели остеопороза, настануваат вакви ова и сите сакаат дедо и баба да се вратат после операција дома и да продолжат да живеат. Уште многу благородна идеја, многу ми е мило ова што го слушам и тоа значи дека наскоро ќе имаме уште подобри и од тука произлезе идејата дека услуги. можеби ние ќе успееме да направиме еве тие штрафови. можеби иновација на балканско, европско, светско Титаниум, ванадиум штрафовите можеби ќе успееме да ги направиме во проект српската фабрика. кај нас. Кај нас дома? У Македонија. Стварно? Да. А знам и кој професор ова идеја ја валидирал и Да, моментално верувам и е, јас нему. се цртаат имплантите, па ќе се направат од железо и полека ќе отвориме студија и сето тоа, па после ќе преминеме на ова. Beautiful. Под национален интерес ова приказна. Браво. Ајде, ја ќе ја почна, може друг ја заврши сега, како Ти иде тоа. почни, ако ќе им дојде ред јас да сменам штрафови тука, да... Домашен да си ставиш. Сакам, да. Со Со шајбна. со шајбна и со срцето, нели? Ќе Сакам. ставиме И доктор, и машинец да има во сала, да ми е мирна главата. Но шегата на страна, браво, честитки и посакувам уште поголеми успеси. Фала ти што ја сподели оваа приказна на крај. Да, благодарам ми. Фала ти на поканата. Многу пријатно се осеќам тука. Ја и на Тоа е почетокот мојата ти мисија кажав. и визија. Сите нека бидат здрави, нека вежбаат, срекни, со здравјето доаѓа и менталното здравје, а ние сме тука сега. Кога за било мора, што. така? Да, телефонот е отворен. Жив и здрав, благодарам доктор Игор Мерџановски. Се гледаме во следна прилика со следни нови многу интересни муабети. Благодарам многу. Фала ви што останавте со нас до самиот крај. Верувам дека имаше многу работи кои што ги чувте, ви беа интересни, нови и ве те релаксира на еден начин дека постојат луѓе во оваа земја кои знаат што прават и кои што се борат да системот функционира како што треба, а не како до сега. Видиш, ова да си го запишем, немаше вака да испадне. До утре по 22:30, кога ви најавувам многу ексклузивна емисија и едно ексклузивно интервју на почетокот на емисијата, ќе дознаете утре во текот на денот за што се работи. Малку само ќе причекате, но ќе ви се допадне, сигурен сум. До тогаш, стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, извлекувајте сопствени заклучоци. Добро нек Македонијо. И не само главата горе, туку и грбот исправен, затоа што пројде времето на свиткани кичми. Добро нек.